12 dена по несреќата во Шпанија, граѓаните, фирмите и државата не успеа да обезбедат 5000 евра за транспорт на починатиот штипјанец Сашко Коцев. Наместо целата сума, денес се уплатени само минимални средства. Денес се уплатени првите 1300 евра од страна на семејството Коцеви на погребалното предпријатие во Шпанија, што е како услов да продолжи процедурата околу транспортот на неговото тело. Според податоците кои што ги добиле семејството, а и се разбира општината, ќе има мало одложување во транспортот на телото, меѓутоа незначително за ден-два. Причина за тоа е падот на германскиот авион во Франција, бидејќи според информациите токму таа германска фирма требала да го транспортира телото на Коцев. Ова е проблем кој секојдневно станува се поголем, зашто речиси 100 евра дневно поголеми се трошоците за закуп на место во шпанската мртовечница. Овој трошок досега никој не го калкулираше, зашто сите беа убедени дека парите ќе се соберат за најмногу 3 до 4 дена. Како што веќе гледаме, се одолжува постапката, предпоставуваме дека за престојот на телото во погребалната фирма ќе има дополнителни трошоци. Еве да кажеме дека денес ќе контактираме и со погребалните фирми околу транспортот, да излезат во пресрет и тоа да биде бесплатно. Јавното предпријатие ИСАР излезе во пресрет и кажа дека ќе направат се, значи да се овозможи гробно место бесплатно за фирмата. Во меѓувреме, освен трагедијата со смртта на синот, семејството ја преживува и болката од индолентноста на нивните сограѓани. Немаат сила ова да го кажат пред камери, но јасно е дека разочарувањето е двојно. Сепак она што за овој период не успеа да го направат граѓаните, фирмите и државата, се понуди да го направи друг. За транспорт на православниот христијанин Сашко Коцев, парите кои недостасуваат се понуди да ги собира исламската верска заедница. Значи во текот на вчерашниот ден представници на исламската заедница во Штип контактираа со нас, со општината и најавија поддршка на оваа акција. Значи рекоа дека ќе ги вклучат нивните верници во текот на неделата да имаат лични донации и од страна на самата исламска верска заедница која што ќе донира средства. Дали понудата ќе мотивира и христијанско решение на проблемот е неизвестно, зашто со одредени гаранции имало можност телото да биде пренесено на одложено плаќање.